Големи одрони од камење и земја го затрупуваат патот кон рекреативното место Бањиче, нарушувајќи безбедноста на пешаците и возачите. Ерозивните процеси се зачести откако општина Тетово минатата година започна да го реконструира патот кон Бањиче. Овој патен правец се прошири за неколку метри, при што беа урнати делови од планината каде беше исечена шумска површина. Геологот Усеин Багашов вели дека неминовно е во ваков предел при градежни работи да се појавуваат слечишта, кои би биле во помал обем, ако проширувањето на патот би се изведувал постручно. Овој пат што е во изведба, значи од град Тетово до излетничкото место Бањиче, гледаме дека скоро целата делница е во засек и на целата делница се застапени неколку литолошки средини. Овие одрони тука што ги гледаме се последица на стрмниот наклон на засеците. Значи, за да ги избегнеме тоа, би требало ше за време на проектирање да биле предложени поблаг наклон на косините на овие засеци. За да не се појават нови големи слечишта, Багашов апелира да се преземат превентивни мерки при понатамошната реконструкција на патот. Пошто се високи засеците, ова е неминовно дека ќе се случуваат вакви одрони, кога во помал, кога во поголем обем, меѓутоа може да се препорача на дел од потезите да се предложи заштитна мрежа на тие потези. Од секторот за сообраќај и патишта при општина Тетово велат дека последниот одрон е исчистен, а стручни лица веќе работат на проект како да се заштити овој предел од нови ерозивни процеси. Според нашите инженери е направен динамичниот план како да се работи и што ќе се работи. Ерозивните процеси веќе втора година се појавуваат кон излетничкото место Бањиче и во самиот кеј на реката Пена. Големите наноси од земја се паднати во реката, чиј кеј е уништен од секојдневното лизгање на земјата. Дел од тротоарот и подпорните ѕидови се одронати. Од локалната самоуправа минатата година изјавија дека штетите од слечиштата ќе се санираат, но состојбата на терен се уште е иста. Три дечиња од гостиварскиот регион завршиле со тешки телесни повреди на клиниките во Скопје во текот на саботниот ден. Според информациите од секторот за внатрешни работи во гостиварската населба Грудајца, со возило било удрено 7-годишно дете кое управувало велосипед. Од ударот детето се здобило со скршеница на десната нога и повреди по лицето. По укажаната лекарска помош во гостиварската болница било префрлено во Скопје. Возачот на возилото кое го удрило детето побегнал од местото и по него се трага. На клиниките во Скопје со сериозни повреди било пренесено и 5-годишно девојче од долнореканското село Врбјане. Тоа се здобило со изгореници по рацете, нозете и телото во пожар кој избувнал во семејната куќа вчера попладне. Со интервенција на пожарникари од Дебар, огнот бил локализиран. Здравствената состојба му се влошила и на 34-годишниот татко, кој бил згрижен во болницата во Гостивар. Причините за пожарот се утврдуваат. Третиот немил настан се случил во Гостивар на улицата Браќа Блажевски. 3-годишно девојче паднало од прозорец на подпокривот од куќата. Од падот на бетонска подлога девојчето се здобило со повреди. Во свесна состојба најпрво било однесено во Гостиварската болница, а потоа префрлено на скопските клиники. 55-годишен жител на Тетовско Сараќино пријавил дека поради недоразбирање околу извршување градежни работи од страна на неговиот сосед со иницијали ПП на 32 години од ловечка пушка биле испукани 2 патрони во воздух. Истиот ден од страна на униформирани полициски службеници по судска наредба за претрес, извршен бил претрес во домот и помошните простории во куќата на 32 годишникот, при што биле пронајдени 4 испукани патрони од ловечка пушка калибар 12 мм, 3 неиспукани куршуми за пиштол калибар 9 мм, околу 300 сачми за ловечка пушка која не ја поседувал со одобрение, 11 неиспукани патрони калибар 12 мм и еден празен кожен ременик. Сето пронајдено е одземено, а ПП бил приведен и по целосното расчистување и документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи. Вчера околу 15 часот и 50 минути на регионалниот пат Тетово Пирок-Синичане се случила сообраќајна незгода.
помеѓу моторно возило Мерцедес со скопски регистерски таблици, а управувано од лице ВМ 25 години од Синичане, моторцикл Гилера без регистерски таблици управувано од ДЖФ 18 години од село Мала Речица и паркирано патничко моторно возило Комбе управувано од засега непознато лице кое по незгодата го напуштило местото. Во незгодата со патникот на моторциклот ЈС на 18 години од Тетово се здобил со тешки телесни повреди, а по окажаната лекарска помош во клиничка болница Тетово како итен случај бил препратен во ургентен центар Скопје. Во спомен на трагично загинатите гостиварски бранители Ненад Серафимовски и Горан Илиевски Мече, викендов се организираше меморијален турнир во фудбал. Настанот започна со едноминутно молчење во знак на почит и со потсетување на биографиите и херојството на Ненад и Горан. Горчината на нашите души да ја сврлиме со спортска манифестација на вечно осеќавање. Нено беше спортист, активен фудбалер, надежна карика на многу фудбалски клубови во Македонија, Хоризонт Турново, Вардар, а може би и на некоја позната европска екипа. Твоите спортски квалитети, драг наш Нено, сигурно ќе ја понудеа и таа можност. Единицата за специјални задачи. Сите нивни припадници беа горди и сега се горди што беа со тебе. Мече, како припадник најбара и вистински влюбеник во спортот, беше твоја силна поддршка. Наградоти на Македонија им недостасуваат. И тоа ќе биде така, се додека помниме ние со кои бевте неразделни. На турнирот кој се играше во спортската сала Младост во Гостивар и на стадионот во Зубовце, кој го носи името на Ненад Серафимовски, играа 8 екипи. Меморијалниот турнир беше организиран прв пат лани како иницијатива на другарите на загинатите бранители. Горан Илиевски Мече и Ненад Серафимовски ги загубија животите во мај 2015 година во антитерористичката акција на безбедносните сили во Куманово. Изложба на фотографии и видеозаписи беа представени денес во рамки на детската програма Креираме заедно, во чие создавање учествува ученици со и без попреченост од тетовските училишта Андреа Савевски, Кикиш и Лирија. По проекциите на филмовите се одржа и дебата насловена Креативноста, прозорец кон светот на различностите. Многу сум среќна што денеска сме тука да ви ги презентираме завршените продукти од проектот Креираме заедно, кој што Сината птица Сдруженијето го работеше во партнерство со Скопје Филм Фестивал, а поддржан од Европска унија и од УНИЦЕФ. Станува збор за оваа изложба на фотографии која што ја изработија деца од инклузивни училишта од Скопје, од Тетово и од Струмица. Во работните групи на работилниците имавме мешани групи на деца, типични деца и деца со различни попречености. Добивме фантастични резултати, одлични фотографии, фантастични видеозаписи кои што тетовската публика ќе може да ги види денеска во Домот на културата. Од Тетово беа вклучени инклузивните училишта Лирија и Андреа Савевски Кикиш. Гледавме да биде и етнички мешана популација, така да можеме да им дадеме шанса на сите деца подеднакво. И јас како родител на дете со попречености, на дете со церебрална парализа, иако моето дете е со тешка попреченост и нема услови тој да биде креативен, бидејќи сум и во Сдруженијето за церебрална парализа, а попречености има од најлесен вид до најтежок вид, јас сум свесен низ годиниве колку е битна креативноста кај овие деца. Многу луѓе сметаат дека затоа што ти имаат попреченост не се креативни и не би требало да се помачиме околу тоа да ја разбудиме нивната креативност. Но јас сметам напротив и имам лично искуство, бидејќи со Зоран Андонов, председателот на Сдруженијето за церебрална парализа, повеќе пати сме имале проекти за фотографија, за цртање, дигитално цртање и така натаму, каде што се гледа дека децата, и тоа колку се многу креативни, децата со попреченост, и поготово што ме радува е тоа што тоа нив многу ги весели. Кога фотографиравме, беа многу весели и задоволни,
Секако тие фотографии се прилагодени на нивните способности, но самиот чин на фотографирање, на дружење е таа креативност, а на крајот на краиштата произлегува и многу добри фотографии. Па ја бев, да речам, во функција на режисер и обучувач, значи видеата што ги снимаа децата беа под моја координација. Морам признам дека сум презадоволен, зашто децава некако многу природно сакаат филм, растени се со визуелни медиуми и некако од сам почеток интуитивно дури знаеа што треба да прават, така што многу повеќе време поминавме у само снимање, отколку класично обучување, и тоа беше причината да се одлучиме како екипа да направиме документарен филм, зашто самите деца кажаа многу работи се отворија и кажаа многу работи за нивниот начин на живот, нивните ситуации тука во Македонија, како се справуваат, нели, со нивниве попречености. Така што јас имам само позитивни зборови за овој проект. Лично си поминав одлично, се надевам дека ќе им се допаѓа ова на луѓето што ќе го видат и се надевам дека малце ќе, барем во некои 10-15 минути, луѓето ќе заборават на политиката и на сите тие работи што, да речем, условно не замараат, а ќе сватат дека постои цела една димензија, цел еден свет на млада генерација на која што треба да ја посветуваме се повеќе внимание, бидејќи на тој начин и нашава земја ќе иде напред. Само ако младиве, па и оние со попречености, ги споиме со останатите, да речам, нормални, типични луѓе и сите заедно изградиме една подобра иднина. Програмата Креираме заедно е дел од проектот Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на деца со попреченост во Западен Балкан. Емилија Стефанџиевска од Битола ја понесе титулата Вешта жена на Македонија за 2017 година на вчерашната одржана манифестација. Незината маса, насловена како патот кон богатството, ги освои симпатиите на публиката и на жири комисијата. На годинешното 25-то поред издание на републичката манифестација Вешта жена, своите кулинарски вештини ги одмерија победничките на општинските надпревари на 15 градови во Македонија. Главното јадење е пилешко во сос. Тортата е киндер торта, еврокрем, јајца, преобилно, вкусно. И прекрасно изгледаме. Молам еден апол за масата. Број 4 Емилија Стефанџиевска и ми само вака ќе мора малку да се разминеме. На манифестацијата 8 надпреварувачки од различни градови во Македонија се представија со своите маси во Гран при конкуренција. Победничка во оваа категорија беше Магдалена Мацкова од Струмица, која воедно ја прими наградата Сребрен медал за 12 години учество на изборот за Вешта жена. Оваа година го добив и сребрениот медал за Гран при. Тие се 12 години плюс 3, 15 години веќе активно учествувам во Вешта жена. Па да ти кажам, малку сум возбудена и очекував, ама не баш очекував дека ќе бидам прва, ама сигурно долгогодишното мое учество, љубовта према оваа работа, многу сакам да ја работам оваа работа. Правилото на учество вели дека надпреварувачката треба 3 години претходно да се надпреварува во изборот на Вешта жена. Јас сум мајка и сопруга, по професија сум слаткар. Значи, моја професија е да ги изработавам торти и колачи професионално. Веќе 9 години, а во Вешта жена не сум многу сигурна, мислам 2010-та. Тоа беа моите први почетоци, се уште неискусна, потоа влегов во водите на сладкарството, се усовршив. Ова ми е прва година во категоријата Гран При и го освоив третото место. Значи, јас 40 години работам во градежништво, ова е сосема некој друг тек на работиве. Меѓутоа, дружењето и сите овие средби од цела Македонија се прекрасни. 16-годишната Емилија Србиновска вчера беше најмладата учесничка на изборот на Вешта жена на Македонија за 2017 година. Незиното прво учество беше укрунисано со второ место, според гласовите на жири комисијата и на публиката. Јас сум Емилија Србиновска од Гостивар, имам 16 години и сум прва година на републичкото финале на Вешта жена, после победата во Гостивар на општинскиот надпревар. Ме мотивираше да се пријавам на Вешта жена, тоа дека имам стварно преголема желба за учество и за готвење, бидејќи тоа ми е хоби покрај сето друго што го правам во животот, значи.
За неголемиот број од учесничките, манифестацијата има помалку надпреварувачки карактер, а повеќе е дружење. Прво што лично мене што ми е во мислите, леле, не да победам, него да не се устремам, да не биде неубо и доаѓаш, идеш, гледаш сите од убаво по убаво. Значи, едноставно, во почетокот кога ќе ти кажат дека не е надпевар, ти е малку чудно, меѓутоа на вистина не е надпевар. Толку има дружење, стекнуваш пријателства кои што ти траат цел живот и ми се чини дека сега, после овие две надпреварувања во Вешта жена, јас имам пријателки низ цела Македонија, кои што стварно ги сакам, ги почитувам. Од година вештите жени републичката манифестација се повеќе го креваат критериумот со својата умешност, креативност и мајсторство. Од годинава на вештите жени од Македонија и на највештата жена од Швајцарија им се приклучи највештата жена од Србија. Значи, од година на година вешта жена поминува не во аматерски надпревар, него во професионален. Затоа што цела година се вложуваат себе си, иако ова се надпреварувачи од различни професии и да се представат на свој начин. Значи, ова е резултат од 125 надпреварувачки, од кои победничките од општинските се наоѓаат овде. Овие 2 дена беше Македонија во мало. Резултатите генерално, значи за вешта жена битно е секоја маса и важно е нормално секоја маса да биде квалитетно подготвена, за да го подигне нивото на сите градови. Многу е непријатно ако од еден град дојде победничка која буквално многу се разликува од останатите, и ние не сакаме да се осеќа таа непријатно, него буквално да бидат подеднакво исти. Ниту една манифестација вешта жена не минува без музика и добра забава. И овој пат присутните припаднички на понежниот пол уживаа во музика во живо, а на подиумот енергично се танцуваше и се играа ора. Вештата жена на Тетово за 2017 година Менче Лиевска на вчера одржаната републичка манифестација доби најмногу гласови за својата маса од останатите надпреварувачки. Меѓусебното гласање од оваа година за прв пат се воведува како категорија за надпреварување. Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновик од Теарце синоќ ја организира манифестацијата Денови на Кирил Печиновик 2017 година. Манифестацијата започна со дефиле каде присуствува околу 150 учесници. Дефилето тргна од основното училиште Кирил Печиновик во Теарце, а насред село се представи со неколку културно-уметнички точки. Потоа со почеток во 18 часот се одржи годишниот концерт на Сдруженијето, на кој настапија културни здруженија од Македонија и Косово, кои се представија со повеќе кореографии, ора и песни. Сашо Костадиновски, уметнички раководител етнокореолог на културно-уметничкото друштво Кирил Печинович од Теарце. И оваа година во рамките на организација на манифестацијата Денови на Кирил Печинович беше реализиран концерт кој секоја година традиционално го организираме по повод таа манифестација. Концертот заврши, може да се каже, во најдобро светло. Гостите кои беа на концертот се представија со неколку кореографии кои публиката истите ги воодушевија публиката. Аплаузот беше огромен. Не знам, нашите членови на културно-уметничкото друштво Кирил Печинович го очекува овој момент, овој ден во текот на целата година работиме за овој ден. Дадовме се од себе да изгледаш овој концерт, ова манифестација како што треба, па се надеваме се гледаме некоја следна прилика со уште подобри и побогати концерти. Добро вечер, најпрви поздрав до гледачите на телевизија КИС.
публиката денеска по втор пат во ТРЦ на нашиот концерт посветен по повод патронот наш Кирил Печиновиќ имаше можност да ужива во уметноста на овие млади уметници, ја би рекол. Значи овој концерт покажавме дека сме друштво за реноме. Исто така би искористил оваа прилика да се заблагодарам на нашите гости што денеска дојдоа. Тоа се Кут Допротински вес од Добротин, Кут Цветко Грбич од Штрпце, Кут Гоце Делшев од Битола, представник од Кут Врањска бања од Врање. И само со жале можам да констатирам дека денеска требаше гости да ни биде Кут Неотил од Старчево. Постарите генерации знаат, а јас бев игровец од таа далечна 88 година, кога ние бевме домаќини на мисијата да се знае да се има во тогашна Југославија и Старчево беа наши гости. И годинава имаше расположение, али од оправдани причини, тие денеска не беа во можност да присуствуваат на овој концерт. Се надевам дека следна прилика ќе присуствуваат. Јас сум Бранко Жежевски, уметнички раководител и хореограф на ансамбл за фолклор Гоце Делчев од Битола. Нови денови на Кирил Печиновиќ, учествуваме за прв пат и навистина сме воодушевени и од присуството на публиката и од организаторот културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ и од гостите што беа од другите држави. Значи, ваквите манифестации Министерството за култура треба да ги помага уште повеќе, не само со символични средства, бидејќи ова е нашата традиција, нашето богатство, нашата култура е фолклорот. И да се представуваме секаде каде што има потреба, не само низ Македонија, значи да ги представуваме и сите наши друштва што се од Македонија да излезат во другите земји во странство, било каде и секогаш ние учествуваме на такви фестивали меѓународни и учествуваме со први награди. Несебично да се помагаат ваквите манифестации, пак ќе повторам, бидејќи тоа е многу битно за опстанокот на аматерските ансамбли во Македонија. Вечера се представивме со хореографија Поседница, тоа е сплет на песни и игри од Егејска Македонија. Автори сме јас, Бранко Жежевски, Петер Кличевски, значи тоа е наше чедо. И втората точка беше Сого Тапани, што представувана од школата за тапанџи во нашиот ансамбл. Во рамки на традиционалната манифестација Денови на Кирил Печиновиќ, синоќа беше одржан петиот поред концерт кој го организираше културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Терце. Со голем црковно-народен собир празникот Свети Атанаси Летен во понеделник на 15 мај традиционално ќе биде одбележан во село Фалише. Со почеток во 9:30 часот во патроната црква Свети Атанаси ќе биде отслужена свечена литургија, пошто во 12 часот ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Чествувањето ќе продолжи со општонародна веселба и со настап на играорна група. Еден ден предходно пак во недела со почеток во 19 часот верниците ќе имаат можност да присуствуваат на настап на музичка група. Се покануваа сите верници за што помасовно одбележување на Свети Атанаси Летен во црквата Свети Атанаси во село Фалише.
Празникот Свети Атанаси летен утре 15 мај исто така ќе се празнува и во тетовското село Требош. Одбележувањето ќе се одржи во црквата Свети Атанаси со почеток во 14 часот. При што по повод празникот водосвет и осветување на славските колачи ќе извршат свештениците од тетовското архиерейско наместништво. Од црковниот одбор ги покануваат верниците да присуствуваат на одбележувањето и празничниот ручек. Времето во Македонија денес беше сончево, топло со мала до умерена облачност. Низ Македонија се бележат температури од 19 до 31 степен, во Тетово до 24 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, попладни кон крајот на денот со локален дожд. Температурите ќе се движат од 17 до 29 степени. Во Тетово се очекуваат 23 степени.